Штип во чест на Митровден се славеше ослободувањето на градот и споменот на Свети Димитрije. Штип не е било кој град. Штип е град историја. За Митровден, Зрновчанки ги засукаа ракавите. Гостите ги пречекаа со традиционални специјалитети. Зелник, кравче, кравче, погача и сарми за мотор. Судбината кренала раце од кочанското семејство со тројца инвалиди. Рикаме плачеме углас, нема шо да ви објаснам. Очите за спас сега им се само во хуманоста на луѓето. За поголем наталитет, Каменице го разврза кесето. За секое бебе ќе дава по 100 евра. Што ни потребно за детето си обезбедивме. Нема леп за ромите во Македонија. Ромската популација е една од најдискриминираните. Крај за проблемите за жителите на Чардаклија. Пуштена во употреба фекалната канализација. Со доделување на признанието 8 ноември и промоција на новите доктори на науки, Штип го заокружи годинашново одбележување на денот на градот 8 ноември. Годинава најпрестижната награда ја добија стопанственикот Драги Миладинов, интернистот Златко Стојменов, постхумно музичарот Душан Љубисављевик и професорот Кирил Цацков. Но наградата од родниот град, од неговите граѓани, не може со зборови да се опише. Таа е секој што станува во душата на својот човек. Со едно изваредна организација на работа, со едно изваредно единство, слога, така успеавме да створиме една мокина, јака организација. Денеска е денот кога сум среќен што ја избрав вистинската одлука, што мојата средина ми даде признание за она што сум го правил. Тоа е нешто што навистина е голема чест за мене. Од име на Штипската локална самоуправа своје обраќање имаше таткото на градот. Штип не е било кој град. Штип е град историја. Град на културата, град на минатото, град каде се вкрстуваат многу патишта. Но Штип се пред се град на неговите граѓани кои се прекрасни луѓе и кои сите заеднички допринесуваат да нашиот град биде убаво и пристојно место за живење. Во библиотеката пак се случуваа митровденските средби и промоцијата на 8 нови доктори на науки: Трајче Стојанов, Верица Јосимовска, Невенка Трајкова, Марија Хаджи Николова, Мишко Джидров, Александар Крстев, Ристо Поповски и Тамара Јованов Марјанова. Докторирав оваа година на тема современ пристап во контрола и управување на вучавата во урбани средини. Докторската дисертација се однесуваше на анализа на ризикот при инвестирање во Македонија. Темата ми беше од областа на геомеханика. Се работеше за стабилноста на косините. Тема беше од областа на применливо софтверско инженерство за развивање на апликативни софтвери и подобрување и оптимирање на реални процеси. Докторскиот труд беше основни проблеми и особености на руската религијска филозофија. Темата историскиот развој на медицината во Вардарска Македонија во периодот 1913-1944 година. Докторатот ми се состоеше од два дела. Практичниот дел беше по пијано, значи од композиторите свирев композиции од Стравински и од Оливиер Месјан. Инаку мојата тема и истражувањето беше во областа на корепетицијата. Најзаслужни за денешното ослободување на градот се околу 1000 борци, како и 13-тата и 19-тата бригада и артилериската бригада. Јас сум борач биде 44-та, 1-9 до 45-та, 15 мај бие до освобождение. Тоа прат е беше тешко малку, али слободимо Штип. За време на Втората светска војна Штип дал 1200 жртви, а се гордее на 4 народни херои. Генералот Михајло Постолски, Славчо Стојменов, Ванчо Прке и Тошо Арсов. А Митровден беше повод Сдруженијето Македонски егеи да ја организира традиционалната крводарителска акција. Се собираме во трансфузија овде и даруваме крв. Па затоа мислам дека пожелно е со оваа акција да се продолжи, бидејќи ова е 5-ти пат како даруваме крв, со тоа што ќе спасеме повеќе човечки животи. На кој му е потребно да се даде? Ќе даваме стално. И треба да даваме сите. Честитка по повод 69 години слободен Штип упатија и СДСМ и ВМРО ДПМН. 69 години
од ослободувањето 69 години од оставениот аманет од борците кои што се бореа за слободата, за која што ние, како идни поколенија, генерации на тие храбри борци, остануваме да се грижиме и да работиме за подобрувањето на условите за живот за сите наши граѓани. Во првите денови на слободата, Штип има помалку од 30.000 жители и речиси никаква образовна, стопанска и економска структура. Денес општината брои над 47.000 жители, а градот е економски, културен и образовен центар на источниот регион. А Митровдан има и друга религиозна традиција во градот, поврзана со споменот на Свети Димитрije Солунски. Сите оние епитети што следуваат со неговото име, великомаченик, миротолчив, Солунски, се дадени заради тоа што тој уште за време на неговиот живот бил во одбрана на христијаните. Наместо наредбата на царот да ги гони, да ги убива христијаните, тој ги бранел. Свети Димитрije Великомаченик е еден од најпочитуваните светители во Штип. Доваѓам редовно, си дигам панагијско за здравје на внуко. Имаме панагијско сега, идам од тамо од Игнаја. За здравје си го славиме овај ден, Митровден. Свети Димитрije кај народот уште е познат и како заштитник на болните. Посмртните останки на светецот се чуваат во црквата посветена на него во Солун. Митровден некогаш бил и ден за раскинување на договорите со ангажираните лица за чување на овци или помош во полските работи. На овој ден се расформирали и некогашните ајдутски дружини, па ајдутите се притајувале некаде за време на зимата се до Ѓурѓевден, кога повторно се собирале заедно. За Митровден, зрновчанки ги засукаа ракавите. Гостите ги пречекаа со традиционална трпеза на која имаше 20 на специјалитети, карактеристични за зрновскиот крај. Триаголници полнети со прас, со ореви и со зелка. Посно. Исто и посни сладки. Јас направив зелник, тавче, гравче, погача и сарми за мотов. Два дена правиме, спремаме ово све. Постниот петок не беше причина понудата да не се збогати и со торта. Состојки имаме многу. Имаме фил чоколаден, тој посен. Имаме друг овошен со суво овошје, претежно суво овошје. Од оздола основата е македонското знаме, а од одгора е новото знаме што е на општина Зрнов. Домакинките задоволни од направеното, гостите од пробаното. Ефтен, се е убаво. Кефлички, сарми, зелници, бушбули, се е живо. На кој што му се допаѓа, тоа се зима. Тука оти многу народ и многу е убаво. Да, свиѓени се. Многу убаво и да продолжат така да прават. Целата манифестација беше дел од програмата организирана по повод Денот на општината. За цел да дадам отчет за сработеното во изминатите 10 месеци, односно во изминатиот период од меѓу двата Митровдена. Така да можем да кажем дека навистина ние сработивме неколку проекти за општо задоволство на граѓаните. Очекувам дека придобивките тие веќе ги почестуваа. Со тоа што асфалтиравме неколку локални патишта, ја пуштивме во употреба училишната спортска сала, асфалтиравме голем број на улици. Митровден во Зрновци се слави од секогаш, но на овој начин прв пат. Секоја година на 8 ноември, денот општината, ќе има ваква слична, побогата, нелеко дај Господ здраве, да сме живи и здрави, да дава успех на општината и мислам дека ќе бидат и поубави манифестации, да. Инаку, во Зрновци вкупно живеат над 3000 жители, но за Митровден во општината имаше 3 пати повеќе луѓе. Тримесечниот Јован е едно од 52 бебиња од македонска каменица кои од општината добија 6000 денари парична помош. Новите жители со себе ја носат иднината на рударска каменица, но и радоста во семејствата кои стануваат побогати за уште еден член. Помошта од општината наменета за младите родители е добре дојдена. Што ни потребно за детето си обезбедивме. Памперс, тие ред работи што ни требат. Се е потребно, детето си го тражи тоа што му треба. Значи не само да го имаш, треба да го издржуваш. Стоилови радосни на новиот член кој е второ дете во семејството, сепак освен финансиите, имаат уште еден хендикеп, а тоа е еднособниот стан каде живеат 6 членови. Станот е мал за толку члена фамилија. Еднособен проширен. 45 квадрати. И за да имаш повеќе деца, мораш да имаш повеќе поголеми придонеси, поголеми финансиски за да можеш да обстанеш.
Соочени со проблемот со иселувањето, но и падот на наталитетот, Каменица е втора општина во државава која презеде мерки и преку социјални пакети наменети за младите родители исплаќа парична помош на семејствата. Традицијата трае 4 години, но ако до лани се исплаќале по 50 евра за новородено, од оваа година фондот е двојно зголемен. Согласно овој правилник, значи во 2013 година до денес се родени вкупно 52 деца на територијата на општина Македонска Каменица и за оваа намена од буџетот се издвоени вкупно 316.000 денари. Планираме и во иднина да продолжиме со спроведувањето на овој правилник како би ја стимулирале и би влијале позитивно на зголемувањето на наталитетот во нашата општина. Инаку во Каменица во просек се раѓаат по 70 деца годишно, а до сега општината исплатила 1.045.000 денари. Секојдневието на семејството Димитрови од кочанското село Бели крие тага, болка и тешка сиромаштија. Храната овде доаѓа тешко, а тројца од 4-членото семејство се инвалиди. Болеста, губење на равнотежа и неможност за нормално движење на нозете, децата на возраст од 19 и 21 година ја наследиле од мајката. Не може да се движат. Место да оде напред, он на страна да иде. Натам, не може да се стабилизира, нога не може да подигне. И имат го сите тројцата. И децата и сопругата. Тоа се придава болеста. Место да стои уместо, она придава још секоја година на полошо иде. Животот на самото социјално дно Димитрови го живеат во само една соба која име спална, кујна и купатило и која одвај се држи од ударите на времето. Љепо зелено, гледам гору тавно и ветер задувне малку или нешто ко ване некој невреме. Рикаме, плачеме углас, нема шо да би објаснам. Состојбата е лоша за сите, но неа најтешко ја поднесуваат децата на кои младоста и животот им бегаат од рацете. Потрес голем. Децата по 18-20 години се секој ден нервират се, плачат. Баш у најбоите години не може да си додат на своето што треба. Достоинството и гордоста на младоста на нив не им дозволи да излезат пред камера, но за да најдат спас за себе и семејството, помош побараа во отворено писмо до јавноста. Додека нашите врсници имаат младечки соништа, јас и мојот помал брат сонуваме само едно – да имаме свој топол дом и да можеме барем малку понормално да функционираме. Свесни сме дека нашиот татко, кој цел живот се бори заедно со нас со болеста, не е во можност да ни обезбеди кров над глава. Стои во писмото. Оние што можат и сакаат да помогнат, тоа може да го сторат со уплата на средства на трансакционата сметка 2-40264-326-5512 Стопанска банка, Кочани. Владата на Република Македонија го распиша јавниот конкурс за избор на председател и членови на Инспекцијскиот совет. Станува збор за реализација на крупна реформа, која има за цел да го унапреди квалитетот на работата на инспекторите. 1 милион евра ќе бидат обезбедени до година за чистење на каналните мрежи, најави заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски. Оваа година за истата намена беа предвидени околу 660.000 евра. Со дел од овие пари до крајот на годината ќе се чистат каналите во 3 општини во регионот, и тоа во Карбинци, Зрновци и Кочани. Крај за проблемите за жителите на Чердаклија. Денес во употреба беше пуштена фекалната канализација, проект кој решава неколку децениски проблем на 60 на семејства. Чердаклија станува убаво место за живење, место кое што ќе привлечеме луѓе од градот Штип, значи да се вратат наваму, бидејќи со ова ја имаат комплетно целата инфраструктура за еден нормален живот како што доликува за нормално живење во 21 век. Станува збор за проект вреден 5,5 милиони денари, кој се реализираше во 2 фази. Првата фаза, односно поставувањето на примарната канализациона мрежа, проект кој што е долг 2 километри и некаде околу 5,5 милиона денари, инвестиција на локалната самоуправа, и втората фаза некаде околу километар и 600 должина на секундарната канализациона мрежа во вредност од 650.000 евра, 650.000 денари, се извинувам, средства кои што се обезбедени од страна на јавното претпријатие и жителите на населбата.
Изградбата на фекалната канализација е една од првите одлуки на новиот состав на Штипскиот совет. Пример како сето она што е замислено од страна на локалната самоуправа, советот го преку своите одлуки легализира и го спроведува во пракса. Она што, како и вас се кажа, 100 години што не било завршено, ние во 6 месеци од доветувањето го заврши. Новата канализациона мрежа е прв од низата значајни инфраструктурни проекти во Чердаклија. Станува уште една голема наша обврска, тоа е да добиете здрава вода за пиење. Веруваме дека тоа ќе го реализираме идната година, значи 2014 година. Овде не би требало да има проблеми со примарната мрежа, бидејќи секундарната си е ваша на селото. Ќе бараме 50 потписи од селото за да ги почнеме улиците и ви ветувам дека во март 2015 година ќе ги почнеме. Инаку во Чердаклија живеат околу 300 жители, претежно младо население. Решавањето на инфраструктурните проблеми ќе значи и обид за нивно задржување овде. Нема леп за ромите во Македонија. Истражувањата на невладиниот сектор покажале дека од сите етнички заедници во државата и регионот, тие се најголеми жртви на дискриминација. Како најобесправени околу вработувањето, ако кажав и тоа дека ромската популација е една од тие што немаат навистина некое образование и затоа се најневработени и најголем број од нив се приматели на социјална помош. Она што го констатирале невладините анализи, во добар дел го потврдија и државните анкети. Најчесто имаме поднос во областа на работи односи, и тоа најчесто имаме поднос на етничката припадност, политичка припадност и поднос на род и пол. Многу често ромите ги трпат последиците од дискриминацијата, но неа не можат да ја препознаат. Значи, самиот настан и оваа информативна сесија ќе биде со цел да ја приближиме Комисијата за дискриминација до ромската заедница, тие да може да ја препознаваат пред се дискриминацијата и да секако кога има случаи на дискриминација, истата да може да ја пријават во надлежните институции за нивна заштита. Освен во Штип, трибини за препознавање на дискриминацијата и заштитата од неа се организираат во сите општини од источниот регион. Штипјанка нападната во сопствениот дом. На неа 2 часа по полнок дома и влегол непознат во намера да изврши кражба. Провокација за него била вратата која штипјанката пред да си легне заборавила да ја заклучи. Иако крадецот бил исклучително тивок, неговото присуство од сон ја дигнало 59 годишната ТС, која веднаш почнала да вика за помош. Во обид да се спаси, пред помошта да стигне, крадецот со сета сила ја турнал жената на подот и избегал. Со себе однал 700 денари и 2 штедни книжки. Истрагата за случајот е во тек, а жената со повреди на ногата и покачен крвен притисок завршила во брзата помош. Општина Кочани продава една градежна парцела лоцирана во местноста Виничка вада. Истата е со површина од 62.000 метри квадратни, а е наменета за изградба на дистрибутивно откупен центар за земјоделски производи. Со 162.000 евра пари од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието, општина Пехчево ќе го уредува паркот Езерце во центарот на градот, ќе асфалтира неколку улици во селата Робово и Умлена, а во Панчарево ќе гради резервоар за селски водовод. За реализација на проектите, освен добиените пари од државата, ќе се користат и средства од општинскиот буџет и кредит од Светска банка. По вчерашното загадување на Брегалница, манифестирано со промена на бојата на водата и силна миризба, денес реагира и Сдруженијето на рибари. Ќе ги молам сите загадувачи по законот за рибарство и аквакултура, кои предвидуваат големи казни од 2.000 евра па нагоре и затварање на фирмата до 1 година. Ќе ги молам да не испуштат материи, опасни материи или да ја заматуваат реката Брегалница. Брегалница беше загадена на потегот од комплексот Македонка до вливот на Вардар, а мостри од водата веќе се земени и се чекаат резултатите кои треба да го посочат и одговорниот за загадувањето. Динамичен пазарен ден на градскиот пазар во Штип. По завршувањето на сезоната на зимници, граѓаните денес најмногу ги бараа карактеристичните есенски зеленчуци. Па инако се проследува преку есенскиот период и во зимскиот период го има под најлом, ова е сега на отворено поле и во пролетниот период. Луѓето го земаат, бидејќи тоа е најздрава храна за јадење, не се прска, нема некои химикали во него, го даваме 30 и 40 денари, зависи како. Производителите и трговците се пожалија на денешната потрошувачка. За народот се прифатливи, за нас не се прифатливи. Исто како прошлиот петок, не многу големо. За купувачите пак, иако понудата е широка, цените не се соодветни на малите пенсични примања. За 7.000 е скапо. Ама да земеш 30.000 не е скапо. Нема пари народот.
Мали со пензии, мали пари. Скапо како не е скапо. Скапо е душиче. Ние со малку пари, знаеш како те. Инаку, најбараните производи на пазарот се продаваат последните цени. Компир 30, лук 120, спанак 30, зелка 10 денари, карфиол од 15 до 20, морковите 30 денари за килограм, прас 120, калинките се продаваа по 30, портокалите по 60, а јаболките по 30 денари за килограм. Од државата ништо не ми се допаѓат. Се е на пропаст кренато. Немат пари, без парица на лошо е времето за нигде, запослување нема за младите. Храната е скапа. Кој што е без парица е скапо. Да имат пари не е за тие што се буџованите што имат пари не е скапо. За нас сиромасите скапо е. Утре штипскиот кошаркарски второлигаш универзитетскиот тим Гоце Делчев на домашен терен ќе го одигра четвртото коло од втората лига на Македонија. За противник утре ќе има екипата на Радовиш. Во овој меч штипјани важат за фаворити кои се наоѓаат на врвот на табелата со 3 последователни победи, додека екипата Радовиш се наоѓа многу подолу. Поради организација на традиционалниот меѓународен турнир во пинг-понг кој секоја година се одржува во Куманово, надпреварите од Суперлигата ќе бидат одложени за наредната недела. Ова значи дека надпреварувања ќе имаат само пионерските и кадетските пинг-понгари на штипските клубови Гоце Делчев и шампиони ЕФА, кои учество ќе земат на турнирот во Куманово, додека сениорските екипи ќе настапат наредната недела кога ќе биде организирано водредното коло. Нови фосили од диносаурус се пронајдени во јужниот дел на американската држава Јута, со која се докажува дека гигант Тираносаурус рекс живееле 10 милиони години порано отколку што се мислеше претходно, објави американските медиуми. Палеонтолозите веруваат дека новиот диносаурус живеел 95 милиони години на копно околу поплавените делови на Централна Америка во периодот на доцна креда, важен период од геолошката историја на Земјата. Диносаурусот е наречен Литронакс агестес. Литронакс чие значење е кралот на хоророт, а агестес кој се однесува на песна на Хомер за јужниот ветер. Православните христијани утре го празнуваат светиот маченик Нестор, а во католичкиот календар е назначена Света Ивана.